Ние ако вака продолжиме ќе имаме проблем за пилоти, за потребите на армијата и за потребите на полицијата. Не се станува преку ноќ пилот на борбен хеликоптер или на авион, така што сами сме си виновни до кое дереđе сме дојдени. Нема капацитети затоа што дел од опремата стои по магазини, не се употребува. Второ, нема резервни и активни сили на дирекцијата за заштита и спасување. Пилотите од пензија ги враќаат. Еве јас ги ќе дојдеме до пилотите, тоа е посебно интересна работа која сме ја разгледували и с неколку пати сме укажувале Милош на тоа. Еве на пример искуствено ќе ви кажам една работа. Кога бев директор на Јасен, очекувајќи дека, знаејќи го, познавајќи го теренот на Јасен, каде што е борова шума и кога ќе се запали борова шума е многу тешка за гасење, Јасен е тешко пристапно подрачје, поставував канистри на многу места, поставував канистри за вода, за да може да работат вработените да повремено го ладат земјиштето или да имаат за итни случаеви вода, додека он стигне до таму може да се прошири пожарот, а вака има вода до него. Но кога се случуваше пожарот во пуста Брезница, во Нова Брезница, иако беше некој 4-5 километри далеко од Јасен, ние излеговме со екипи од Јасен и ние го гасевме пожарот. Кога побаравме помош од дирекцијата за заштита и спасување, да се од Шабанака. Од Шабан тогаш беше, да, Салију. Кога дојде минибусот со 15-тина луѓе, излегува луѓе во папучи, кои немаа ни опрема. Господјата од ДЗС која ги водеше, вика, па мене така ми кажа. Викам, дечки, во автобус и назад да се вратите. Мене не ми требате. Не ми треба да се изгори некој, да направи белја. Зошто? Јас во неколку случаеви од искуство со дирекцијата за заштита и спасување имам дојдено до заклучок дека нема постојани резервни сили, а нема ни постојани живи сили. Значи не се врши ни обука, ни подготовка, ни начин на мобилизација на резервните сили. Се тоа стручни работи. Има правила за тоа како се извршува мобилизација и како се доведува таа единица во состојба да може да работи. Како се формираат, колку луѓе работат во ДЗС? Па не мислам дека има негде преку 300-400 луѓе. И заклучокот и по прашање на заклучокот на Европската унија, и тоа морам да го кажам, па ќе се потсетете ме да се вратам на пилотите, затоа што многу интересно тоа да го знаат и гледачите. Заклучокот и на извештајот на Европската унија е дека, а и нашиот заклучок кога сме правеле анализи стручни и на Војната академија е дека дирекцијата за заштита и спасување треба да преде под Министерството за внатрешни работи. Заради подобра организациона структура и спроведување тоа на активностите, и тоа ќе го објаснам, а Центарот за управување со кризи да се намали до 50 луѓе и да биде агенција во состав на владата која ќе се занимава исклучиво со проценки и формирање на управувачкиот комитет за управување со кризите и завршување на кризите. Зошто да преде ДЗС под Министерството за внатрешни работи? Тоа секогаш било дилема дали под одбрана или под ДЗС. Некогаш постоеше цивилна одбрана и во нејзин состав цивилна заштита, единици на цивилната заштита. Систем на цивилна одбрана беше со единици на цивилна заштита и беа во состав на Министерството за одбрана. Но во тогашната концепција за општонародна одбрана, говориме за Југославија. Да, беше предвидено во главном цивилната заштита да се ангажира во услови на војни загрозувања. Ние денеска имаме промена на ризиците од други аспекти и начин на употреба. И сега, например, доколку дојде, да кажеме, до земјотрес, а дирекцијата за заштита и спасување се наоѓа под Министерството за внатрешни работи како втора дирекција, имаме поголем простор за активности и по-координирани активности на дирекцијата. Прво, вработените ќе имаат овластување. Со тоа значи дека и противпожарните единици во нејзин состав имаат овластување. Значи, поаѓајќи од нивниот личен човечки аспект, имаат работни овластувања со значки и имаат бенефиции кои им следуваат. Второ, практично Министерството за внатрешни работи има оделение за резерва, за војна резерва, бидејќи полицијата има резервен состав.
Тоа би Тоа сме го значило подзабораиле малце, ама па секако, ама има резервен состав полицијата. Тоа би значило дека може би и добро е што сме го и- подзабораиле, немало и- потреба. Ама ние никогаш не знаеме дали има потреба. Да. При несреќи и катастрофи ќе има потреба можеби. Во Тоа 2001 знаевме. Тоа значи дека и дирекцијата за заштита и спасување и ќе има резервен состав покрај активните единици. Понатаму, под дирекцијата за заштита и спасување би било системот 112. Зошто? Затоа што на 112 се формираат постојани парамедички единици, односно ние ги нарекуваме итна помош, не е тоа итна помош, тоа се парамедика. Тие се со хеликоптери, Со комбиња, специјална со опрема, теренци. со едно со друго. Да. И излегуваат на терен. Противпожарна единица, професионална од ДЗС, излегува парамедичка единица и излегува на терен полиција. Сите извештаи одат во еден центар. Министерството за внатрешни работи може да ги разгледува состојбите во еден центар. Понатаму, настанувањето на било каков ризик, односно вонредна состојба, односно загрозување, да кажеме преку земјотрес. И се хипотетички, еве, утре Не дај Боже. се навршува годишнина од земјотресот во Скопје. Скопје Да. и да се подсетиме и на еден таков настан, ние земјотресите не може да ги предвидиме, туку само правиме што би се случило и колка очекување на штета би било при настанување на земјотрес, затоа се предвидува начин на градба на сеизмичкото подрачје. И удар на земјотрес во Скопје би значило дека единиците на дирекцијата за заштита и спасување на војската на полицијата во Скопје би биле во голем дел и онеспособени. Зошто? Затоа што нормално е дека секој ќе гледа да се спаси себе си, семејството, па после да се јави во единица. Тоа значи дека во таква ситуација мора да имаш единици кои ќе ги мобилизираш од Велес, од Куманово, од Тетово, за да може да дојдат во Скопје да помагаат. пристапат кон спасување на населението и евакуација. Но, она што ми беше побитно и зашто го поврзав со МВР, ќе нема вода, ќе нема струја, може да нема храна доволно, ќе се појави мародерство, тоа е кражба од мртви, ќе се појават кражби, ќе се пројави нарушување на јавен ред и мир и полицијата мора координирано да делува. Друго е давање на единици на армијата за испомош, тоа се одлука на председателот на државата како врховен командант, а друго е кога МВР по својата структура автоматски по закон си делува. Тоа се решенијата на реорганизацијата. И со тоа сакам со една друга работа да завршам тука и извештаите од Европската унија ни препорачуваат да го земеме моделот скандинавски. Тоа е нивниот заклучок во препораките и 2015 и 2021. Тоа е модел на Данска, Шведска, Норвешка. Добро. И сега е еден интересен момент за гледачите наши. И Данска, и Норвешка, и Шведска, и Финска моделот тој кој денеска го применуваат, осовременет секако и прилагоден во координација и со НАТО, бидејќи не имаме обврски и кон НАТО, и во делот за заштита и спасување, тоа се викат цивилно-војни капацитети на државата. Тие го имаат преземено од Југославија крајот на 70-тите години. Значи ние треба целосен круг да направиме да се вратиме назад на системот. Тоа се вика заборавено знаење. Значи тука не зборувам за идеолошката основа на таа држава и што се случувало. Зборувам за воспоставен систем на заштита и спасување како стручен дел. Во Загреб се работеше тоа некогаш. Имаше посебен центар за обука на цивилната заштита. Да го спомнам ова. Значи после ние се чудиме зашто луѓето во Македонија имаат некој вид на југоносталгија. Значи, носталгијата не е кон братството и единството. Носталгијата е кон системот кој што некогаш функционира. Во Македонија луѓето немаат носталгија кон Југославија. Имаат кон системот, тоа сакам да кажам. Не, тоа е наметната приказка, бидејќи кој од вас појде од себе си? Ја паметиш Југославија? Не, јас сум роден 3 секако години после излегувањето на колку има луѓе кои се родени пред 80-та година кои имаме доста претежно старо население, не е тоа проблемот. Кога ќе слушнеш вакво нешто, природно е дури и кај некој кој што не живеел во тој систем воопшто не ми беше поентата за глорификацијата и за пројугословенската линија. Не, ама не ова пројугословенска, просистемска е.
Не, јас зборувам за стручност. Значи, тогаш, без разлика на идеолошкиот дел, имало луѓе кои размислувале како се организира цивилна одбрана и цивилна заштита. Така се викаше тогаш. Како се складираат средствата, каде имаш складови за пожар, каде за земјотрес, каде резерви, кебиња, храна, прибори за хигиена, каде болници, како се мобилизира, како се реагира, како се извежбува, бидејќи без извежбување ти не можеш тоа да го правиш. А можеш да извежбуваш ако имаш готови и резервни единици. Можеш да извежбуваш население за постапки во заштита и спасување, затоа што тоа нема врска со идеологијата, нема врска со било кој. Еве, вие викате, сега ти рече Југославија. Не, земи ја Данска, Шведска. Не, добро, ама они предпоставам го превземале од Југославија. Ама они го преземаа како позитивно искуство. Ама тоа е стручно. Значи, он е превземен систем кој што е увидено дека функционира. Организационен систем, да, кој што увидено дека функционира. Кој е денеска усовршен и вклопен во НАТО системот и осовременет со технологија. Ја не зборев југоносталгија од идеолошки, од идеолошки поглед, него говорам од поглед на тоа што во тоа време луѓе сега да кажеш државата имала некоја организација. Имала некоја организација која што денеска нема. И сега навлегуваме една клучна тема, клучен проблем во моментот. Се погласно се шпекулира дека ВМРО ДПМН сериозно кубури со кадар. Кадар за поставување на... Ќе се вратиме на таа тема, се извинувам. Ајде, само да го завршам ова за пилотите сега. Тоа ми остана последната точка од ова. За заштитата и спасувањето, каде настана проблемот со пилотите? Во време на претходната влада на ВМРО ДПМН, во договор со израелците имавме центар за обука на пилоти во Петровец. Планот беше дека тој центар за обука со 2 тренажери, мислам дека не беше хеликоптерски, не беше авионски тренажер, и со тоа што располагавме со клипни авиони и со хеликоптери за обука, ќе може да обучува одреден број пилоти за потребите на полицијата, војската, заштита, спасување и така натаму. И полека да тој центар прерасне во нешто повеќе, да може да обучува поголем капацитет на луѓе. Предлогот на тогашната влада беше да се формира факултет за воздухопловство во состав на еден универзитет, Никола Карев, ако се сеќаваш, идеја имаше. Ние тогаш на Војната академија разговаравме за тоа во насока на предлог да тоа биде институт во состав на Војната академија, кој ќе се занимава со воздухопловство и кој нема да школува само за потребите на полицијата, војската, ДЗС, туку ќе школува и луѓе кои сака да си платат, да дојдат да се школуваат, за да биде исплатливо, бидејќи израелците веројатно и од соседството како што има. Бидејќи израелците сака и економска исплатливост за целиот тој систем. Проект. Но благодарение на господјата Шекеринска, таа го затвори тој центар. И го затвори негде 2020 ми се чини и ние останавме без кадар за обучување на пилоти. И така имаше мала заинтересираност. И така не може да ги поминат сите прегледи тие што се пријавува, бидејќи знаете за пилоти се малце по-сложени прегледите, повеќе се бара, пред се физичкото и психичкото здравје на кандидатите, ние се доведовме во состојба сега да немаме и центар за обука. И затоа имаме проблем со пилоти. Ние ако вака продолжиме ќе имаме проблем за пилоти и за потребите на армијата и за потребите на полицијата. Не се станува преку ноќ пилот на борбен хеликоптер или на авион. Значи треба има обука, има методика на обука, методологија на обука, има часови на налет и така натаму. Еден куп работи треба да се задоволат. Така што сами сме си виновни до кое дереđe сме дојдени. Тоа што треба да се прави сега е многу едноставно во основа, ама бара многу брзина и труд во целата работа. А тоа е подитно со закон ДЗС да се префрли во состав на Министерството за внатрешни работи, ЦУК да се скрати максимално и да се префрли како агенција на влада со стриктните задачи кои ги има, а кој излегува надвор од нив, а не ги работи. Единствено тие задачи не ги работи. 112 системот да си влезе под Дирекција за заштита и спасување и во состав на МВР, да се овозможи на Војната академија и да се формира со иницијатива на државата Центар за обука на пилоти, односно Институт за воздухопловство во состав на Војната академија, и ние ќе имаме
во следниве, бидејќи тоа не се решава за една година, не може да го очекуваме дека веќе следната година позитивни резултати ќе видиме, но во следните 3 до 4 години ќе имаме позитивни резултати. Колку и да сакат политичките лидерства да имаат од денес до утре резултат, тоа е неизводливо, затоа што треба и процес на обука, дури и процес на обука на луѓето во дирекцијата за заштита и спасување, создавање на резервни сили, активирање на центарот во Визбегово за обука на тие резервни сили за дирекција за заштита и спасување. Многу работа има.